بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost ovo svaka jedna prigoda i prilika mu pripadi samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spasod neka bude na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnet do sunni od den. Se navođame vo poslednata tretina od mesec na Ramazan. Poslednji denovi 10 dana. Poslednji 10 od ta tretina ne ostane ušte nekoliko. 7-8 dana. Dobro, jedan vernik treba da ги iskoristi ovие денови. Како сме кажувале во многу дуруси, сахаби, табиини, овие први генерации, никогаш не правеле разлика во нивни ибадет, секогаш било исто. Вон Рамазан, пред Рамазан, после Рамазан, освен во овие последни 10 дена. Нивниот ибадет се зголемувал многу. Зошто? Поради таа ноќ која се наоѓа во овие 10 дена, Лейлетул Кадар, која е повредна од 1000 месеци, како кажаме. И затоа добро да искористиме овие неколку моменти кои останаа од овој месец, кој е пред заминување. Продолжуваме повторно ние со сира на пејгамбери, со нивна биографија. Прошлиот пат зборувавме за Ебул Бешер, татко на човечанството Адем алейхи селам. Зборувавме за негов син, после него наследник Шейх алейхи селам. И зборувавме за Идрис алейхи селам. Многу кратко, али нема многу да се зборува за него, не е дошло многу во Куран, не е дошло многу во суннет на пејгамбер алейхи селам. Многу нешто, али го спомнавме накратко, некои работи што се карактеристични за него. И денеска продолжуваме со Нух алейхи селам. Ова е наречен Нух алейхи селам вториот татко на човечанството. Зошто? Че гледаме покасно, али пошто спомнав, во негово време се направи туфан, кијамет во дујна. Не остана никој, Аллах Желешану кажува дека остана и ќе остани само негово поколение, негово потомство. Нема ничего друго потомство. Тој е потомок од, како кажавме, од Идрис алейхи селам, прв негов дедо, од Адем алейхи селам. Али нема од ниједна друга лоза, освен од негова лоза, све ова човечанство друго во тој нешто дојде. Тој е од Улул Азми. Од Улул Азми, првиот. И првиот Расул што дојде во дујна. Првиот Расул што дојде во дујна. Адем алейхи селам беше првиот неби. Овој е првиот Расул во дујна. Се вели дека посланство доби на 480 години од негова возраст. Кој имаше 480 години од негова возраст. Вели Аллах Желешану го повикваше негов народ 1000 години, помалку 50. 950 години беше пејгамбер после ова. После ова, до Туфанова, до потоп, 950 години. После потоп живееше Нух алейхи селам иште 350 години. Негов живот кога се пресели Нух алейхи селам имаше 1780 години. Нух алейхи селам. Од Адем алейхи селам дошло во хадис сахих
Od Adem a.s. do Nuh a.s. 10 карн, 10 kurun, 10 vekovi. Човечанството живееше во таухид. Обожавање само на Аллах џеле шану. Имаше джуна, грао едно друго, ама немаше ширк. 10 векови. Оде да станиме векови. Дошло во сира има хилаф помежу улема, што е теа карн, век. Еден век 100 години, 10 векови 1000 години. Ова една улема го има тоа, дека 10 векови и 1000 години помежу Адем а.с. и Нух а.с. Друга улема има што и држи малку повеќе место, зашто дошло и со таква мана во Куран ова карн, потомства. 10 потомства од Адем а.с. до Нух а.с. 10 генерации. 10 генерации. А тие генерации, како знаеме, живееле до 1000 години. Се вели од Адем а.с. до Нух а.с. 8 татковци, 8 поколенија поминале. Адем а.с. негов син Шейх а.с. па Идрис а.с. е од 6 потомство до Нух а.с. 8 вакви генерации. Значи Аллаху алем за овој период, али улема, поголем дел на улема дека долг период. И живееле луѓе во таухид, го обожавале на Аллах џеле шану. Немало ширк во дујна. Имало џуна, гревови. Ама ширк немало. Никој не му припишувал ништо на Аллах џеле шану. Причина зошто, како дојде да биде објавен, да биде пратен Нух а.с. Причина е тој куфар. Причина е тој ширк, да биде објавен, да биде пратен Нух а.с. со објава, како пејгамбер, како Расул. Што се десило? Во потомство на Адем а.с. При крај на овие 10 векови, имало 5 побожни луѓе, доста побожни луѓе. Кај тие луѓе се обратувале, се обраќале сиве за секоја една потреба што имале од дин. Гледале во ними урник за како треба да видите еден доброчинител. И вистина биле овие салихун, доброчинители, биле побожни луѓе. Ги спомнува Аллах џеле шану во Куран, во суре Нух, Вад, Сава, Јагуд, Јаук, ва Насра. Овие 5 побожни луѓе, кои што народот на Нух а.с., односно народот на Адем а.с., покасно народот на Нух а.с., Аллах џеле шану одреди овие во едно кратко време да се преселе сиве во Ахирет. Аллах џеле шану одреди така да се преселе во Ахирет. И дојде Иблис. И 10 векови чекаше, само. 10 векови, пробвеше, и уесвис, како му направи весвесе на Адем а.с. Пробвеше, главна неква цел е теја куфар да се направи во дујна. Инсан да направи куфар, И дојде ке овие луѓе, али не почне одма со куфар, Зошто многу е тешко, Денеска не еден верник да му рече некој падне го сежда на овај пут, на овај кип или на оваа слика, Немој, тешко, Немојте одма куфар да направи вако. Што му рече кога овие се преселија, му рече дали сакате, дојде во форма на инсан. Ова е едно што Аллах џеле шану му даде на него. Рече дали сакате да ви направам од овие сура, слика, да ви направам како кипој, како идоли, кога ги видите на ними, ќе се потсетвите на ибадетите нивни, на степенот кој го има тие и ќе видите повеќе енергија за да правите ибадет. И немат куфар, Немат уште куфар, Бидате, но све има, да ма куфар немате. Се сложи, се собрае сите, шура, пејнеум, халас, да направиме. И направи сите каде што седеја тие луѓе, каде што му беше неумилено место и направија такво нешто. И не оде, не барај од ними, не пресеш дека ними, ништо ова прва генерација. Кога се пресели ова генерација што ги направи, после една-две генерации дојде пак Иблис, Го припрема теренот и дојде. Му рече, знаете ли дека ваши предци, ке овие луѓе, доаѓа и бара дош кога има потреба. Кога има потреба за дујна бара, од овие му даваја овие. И почне по една-две генерации да барат од овие кипови. Да ги земат прво за посредници и потоа директно да барат
Наместо ка Аллах Желешану ке ним јани. Халас. Падна првиот куфар во дујна. Првиот ширк на Аллах Желешану во дујна што се направи во ова време. Поради ова нешто Аллах Желешану го пушти на Нух алейхиссалам. Денеска вакви слики, јани, и пред некое време имало многу куќи вака околу нас, јани, ке нас, јани. Многу луѓе не ределе тикат на вакви слики, јани. Таа слика со Ибрахим, јани, наводно, Ибрахим алейхиссалам и Исмаил, заведен таму овен курбан го колед, јани. Тој има негова слика. И ден денеска има по куќи тие постари генерации, и ден денеска не е вадит од зид ова слика, јани. Се молим на таа слика. Алија ради Аллаху ан, го иметна слика, Азрати Алија, пиши на слика Азрати Алија. Денеска пред 2-3 дена читам таму во Босна. Во едне од тие представништва на исламска заедница има шехадет од шија. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах Али Валиуллах. Значи, многу лесно се доаѓа до вакви ширкијати. Ама, алхамдулилlah, во последно време ке нас, овде што се рачунат за тие слики, скоро се ичистени. Али сите сме свесни дека биле. И целта нивна била ова што била цел иста на овај народ. Да се направи куфар. Истата цел, нема никаква цел. Некогаш методите шејтан ги менува, ама целта му е иста нема на него. Нух алейхиссалам, која почна, која доби објава од Аллах Желешану. 950 години браќа, велите Аллах Желешану во сура Нух, јани. Лейлен ва нахар, дејне и ноќе ги повикваше, јани. Не во нагод. Дејне и ноќе, јани. Ги повикваше јавно и тајно. Ги повикваше групно и поединачно, на секого. Велите улема, сите услуг, сите методи на даве, Нух алейхиссалам ги употреби за него. Сите. Све што е могуче го употреби, за негов народ. И 950 години не тивна од даве. Не се умори ич замор вака да рече. Ти пробиш на твое дете денеска му кажеш 2 пати кланај, трет пат, абе што да му правам, скапна, не 2 пати, некво дете, джехеннем, не му гајде. Нух алейхиссалам 950 години, не се умориш, сите услуби, негов народ му врати со најголем зулум, Неколку, муабети што му ги кажа на нему и претежно на сите пегамбери и на сите што се во хак денеска му се кажуваат тие нешта, Не си ништо, ти освен човек, му веле, Што си ти човек како нас, На сите пегамбери, Со тебе се само најслабите, најпростите, најнеписмените, најнискиот слој на луѓе, на сите пегамбери. Не си ништо подобар од нас, Те гледаме во заблуда си, Марно од умор, Денеска, ако некој се упати тамо и марното од умор, Пегамбер алейхиссалам му рече на Омар ради Аллаху анху, ако го сретнеш на Увайс ел-Карани, поварај дуа од него, негова дуа, кабо со Аллах Желешану. Одма е примат Аллах. Ко сретна Омер во хадж во негов хилаф, му рече, прави дуа за мене. Се разопита ке негово кабо или ово е тој. Рече, прави дуа за мене. Рече, зошто? Рече, Пегамбер само ако те сретна, дорече еден шарт за дуа. Да право, немој да кажуваш на луѓе, рече, кој се мене, што се мене. Че да цел хадж да прави дуа. А знаете како го сметало негово кабиле, негово место на овај Увайс ел-Карани? Марното думот, Како малоумен го знеле, Така во сирајде. Го знеле како малоумен, Така ги викале на сина Енбија, Ако Аллах сакаше, вели, че пратеше мелек. Зошто ти човек, мелек Аллах да пуштеше ке нас, Ви ме да и барет мелек, Ова него имаме слушнато ке нашите предци,
Вака не беше ме порано, не бе нашите стари вака, и денес. Не беше пред вака некое време, ова. И на крајот, ти си само еден мајџепстик. Кога нема ништо, ни за сите пегам, за пегам да сам така рекла. Кога нема што да кажат, ти си само еден сихирбаз, само еден мајџониш. Истото денеска за сите тие, што се во хак исто во велење. Нух алейхиселам, велит Аллах джелешану кажи, кога ги повикваше на ними, тие ги ставаа прстите во уши. И така дошло тој табир, убо ги пикале во уши прстите, да не слушне ништо. Се покривале со нивни капуљаши да не го гледат. Кога ги ставале во уши, тој му доаѓало напред и му кажувал со мимики. Ти се покривале да не го гледа на Нух алейхиселам. Дошло во еден курански ајат, ако не престанеш, ние ќе те гаѓаме со камења. Дошло во еден ривајат, дека го гаѓале со камења на Нух алейхиселам, толку камења имало на него колку едно бардо планина. Доаѓал Џибрил алейхиселам да го вали од тоа бардо со камења. Затоа ова е еден од улул азми мина русул. Поради ова нешто што го најде во негово дава, во негов пат. Денеска ти ќе се сретнеш со мало некој искушение, ни остава свеживо. И Нух алейхиселам велет улема, кој бил негов муъџиза, кој било негово чудо. Претежно голем дел од енбија доаѓале со чудо. Нух алейхиселам од негово муъџиза, како сме спомнале за некој од, мислам дека за Салих алейхиселам, му направил, му се спротиставил на цел негов народ. И му рекол, Аллах джелешану го опишите во Куран, соберете се, рекол, вие сите, и вашите божества што ги обожавате, и направите план против мене и дојдете сите ке мене. Не може да му се доближи на Нух алейхиселам. Ова било едно од негова муъџиза. Како денеска, тие силни со мускули, кога поминет верници, глајте во земја. Кога не се тука, зборуват за ними. Немат сила, немат храброст. Негово срце лешник, да му каже нешто на некој верник. И вака продолжи Нух алейхиселам долг период беше. Долг период. Се до еден ден дојде негов народ и му рече, више доста. Рече, ајде, рече, со тоа што ни се заканиш, нека дојд ке нас. Со таа казна од твојот господар, нека дојд ке нас. Вели Аллах джелешану го опише тоа нешто и вели, федаа раббаху инни маглубун фантасир. Рече Нух алейхиселам, ја Аллах, јас сум победен више. Ти мене помогни ме, халас. Не можам више. Федаа раббаху инни маглубун фантасир. Јас сум победен више, халас. Ти помогни ме на мене. Вели Аллах джелешану после ова. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Вели Аллах джелешану, и ние му вдахнахме. Му објавивме на Нух алейхиселам дека никој нема да верви појче, освен кој вервеше досега. Аллас. Појче ни еден од твој народ нема да верви више. И немој да те загрижи тие што го пред тие. Иш дека не те грижи више нивните тела тебе. Аллас. Иш не грижи се за тоа нешто. После ова дојде некој наредби од Аллах джелешану за Нух алейхиселам. Му беше наредено, после ова, значи, му беше наредено да почне да прави брод. Едно. Му беше наредено више да не прави тоа за никој од ними. Халас. Да не се грижи за ними, да не прави тоа за ниеден од ними. Халас, тие све ќе бидат уништени. Аллах джелешану се вели во некој ривајат, му нареди на Нух алейхиселам еден специјален вид на дрва да ги расте. 100 години се вели во некој ривајат и расте овие дрва. За бродов. Вели Аллах джелешану во Куран го објасни тоа нешто и тој го правеше бродот
И ние го пратевме тоа нешто. Велите улема имаше Аллах Джелешану му пушти мелаик да му каже на Нух алейхи селам како да го прави овој брод. Се вели изграбата била 40 години на овој брод. Некои ривајати имат вели дека голем брод, како една планина. 300 раци во должина. Бил со 3 спратови овој брод. Во првиот спрат биле животни. Вториот спрат Нух алейхи селам со верници. Во третиот спрат птици. И бил покриен од згоре, како со церама, со нешто покриен. Вели Аллах Джелешану, тој брод беше од дрва и од шајки. Вели улема дека после ова, од кога го направи Нух алейхи селам, го обложи со нешто. Има некои ривајати дека со лој од некои животни и со некој катран, црнила, со некој, бил обложен за да не влегви вода помеѓу еве штици, помеѓу еве дрва. Најинтересното е што во овај случај Аллах Джелешану му нареди во тоа место во пустина да го гради Нух алейхи селам. Ова нешто. За му се зголеми куфрот на еве што не верват уште. Дојдоа тие и се подбиваа шега со Нух алейхи селам. Му рекоа ја Нух, до вчера беше ти што не повикуваше на нас повикувач. 2 шеги му ги кажа. Ти беше повикувач кој не повикуваше во обожавање на еден Господ, а сега постана не джар, столар. Зошто Нух алейхи селам престана со новата? И второ, и зошто го прави во пустина кога нема вода? Нух алейхи селам му одговореше, ако вие се играте со мене, и ние ќе се играме со вас. Али нашето играње ќе биде малку покасно. Аллах Джелешану му кажа на Нух алейхи селам дека знак, сигнал, за да ги повикат на тие верници и за да ги повикат на животни, Аллах Джелешану му вдахна на животни од секој еден врста на животно да по еден пар да влезе во бродот на Нух алейхи селам. Од животни, од птици, од сите овие животни. Знак прв ќе види кога кај што излегви оган, кај што кувате. И од места каде што излезе оган ќе излези вода. Кога излези од овие места вода, ја Нух знај дека ова е знак да се качите во брод. Дојде овој знак. Аллах Джелешану нареди на сема. Мунхамир да врнат, да туриат вода, не да врнат, да туриат вода. И нареди на земја извори да излезе. Излезе вода од земја и од небо. И вели Аллах Джелешану се споја вода од небо и вода од земја, се споја две води. За кратко време. Нух алейхи селам со еве верници се вели во тефсир дека 80. Ми дошто најповеќе 83 верници беше. Се спасиле. Нух алейхи селам имал 4 синови. Сам, Хам, Јафет. Овие 3 се спасиле. А Јам или Кенан не се спаси. Ова е било тие удавените, од тие со куфари. 83 во бродот на Нух алейхи селам. После 950 години дава беше. Ова е знак дека не успеало дава на Нух алейхи селам. Не е знак дека не успеало. Како денеска вели, ти 20 стеве, 3, 5 стеве. Срце медено, не си разбрал таухид ништо. Вели пегамбер алейхи селам. Во суден ден ќе дојде пегамбер, ќе има само еден што го примал негово дабе. Уммет еден. Ќе дојде пегамбер ни еден со него, сам. Ја не прима. Вели Аллах Джелешану за Ибрахим алейхи селам. Умметун вахиде. Сам уммет. Вели Аллах Джелешану во курански ајет за Ибрахим алейхи селам и негово дабе го прима само Лут алейхи селам. Беше после овој пегамбер. Лут го прима негово дабе само. Халас. Ова беше помогнато од Аллах Джелешану. Имаше објава Нух алейхи селам 950 години. Али кога човек сакат да се истаѓа, ова се случи кога сакат да се истаѓа. Од обврските на овој ден, од обврските на дабе. Не ме, немој да работа, бе. Џаба ме види се мачи, ништо, бе.
Не, бе, сърце. Проблем е ако ти правиш ноксан во твоето давење. А што има? Кој ќе прима? Те иш не е твоја обврска. Не е таа твоја работа. Таа е работа на Аллах Джелешану. Аллах е онај кој го дават хидајет. Рече шејтан Иблис, кога дојде ке пегамбер алейхи селам да зборви вистина. Му рече: "Ја Мухаммед, Иблис, лаж го, ама кажа вистина." Рече: "Ја Мухаммед, кога хидајетот би бил во твои раци, сиве ќе ги бреше ти да бидат во хидајет. Ама кога далалетот, заблудата би била во моје раци, сиве ќе ги прев во заблуда. Ама на моје и твое да работаме, Аллах Джелешану е онај кој што упат види кој што заблуда." Така ти, бе, срце, денеска, немој да се секираш. Немој да те моми таа бројка тебе, бе. 80 луѓе, 950 години давно. Тој сака денеска да има 200, 500 луѓе, да прави 10.000 луѓе таму. Сите да биде добри, сега го сака те. Ама аслот дека хакот не е така. Аслот е дека хакот не е така. Ево и што од ова време и ден денеска и до кијамет. И кога почна тој туфан, Нух алейхи селам се качи со тие негови следбеници и со тие животни кои што одреди Аллах Джелешану да се спасат, го виде на негов син, како се Давид. Јам или Кенан, познат по овие две имиња. Негово срце ни татко е, што да прави? Проработа е. Значи, о, синко мој, рече, дојди со нас, ќе се спасиш, качи се, со нас. Рече, о, татко, ќе се качам на ова брдо и ќе се спасам таму, ќе ме спаси брдо, високо е. Рече Нух алейхи селам: "Кале ла асиме лјауме мин амри ла илла мен рахим." Нема денеска никој да се спаси од наредбата на Аллах Джелешану, освен кому Аллах ќе му се смилува. Никој нема да се спаси. Остај тие себе пиени, планина, брз, јак. Тој можел дојд појаже, мој дојд појаже. И мислиш дека мој дојд постира чупри? Не, бе, срце, не. Немој. Мислиш дека јак и ќе избеа? Не, бе, не. Кога дојд казна од Аллах Джелешану, сите збав се уништват. Побеждат наредбата на Аллах Джелешану. Се имате еден Исраилат за ова нешто. И вели: "Вахале бейнехума ал-мауџ, وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ." Вели Аллах Джелешану и се појави еден голем бран помеѓу овие 20 Нух алейхи селам и негов син и тој беше од удавените. Аллах го удави на негов син. После беше укорен Нух алейхи селам за ова тоа, зашто правеше тоа за негов син. После направи тауба, Аллах му ја прима негова тауба. Имаше една жена, се вели еден Исраилат во овој потоп. Се качи на едно високо бардо, имаше доенче во нејзина рака. Снимаш? Почна вода да доаѓа до глуждови, до колена, до стомак. Таа го крена нејзино мало, нејзино доенче да се спаси. Аллах Джелешану ја удави неа и ова мало. Никој не е сигурен од казната на Аллах Джелешану никога дојде. Вели улема, ако Аллах Джелешану му се требаше да му се смилува на некој, требаше да му се смилува на ова мајка и на ова мала. Али кога казната ќе дојде, нема за никога. Халас. И велите улема, не значи дека ова мало бебе ќе биде во џехенем. Не. И затоа внимавај со кого седиш, со кого живееш, со кого јаеш, со кого пиеш. Зашто казната мој да те стигне. Иако не си ти таков, во суден ден ќе ти се суди за тоа нешто. Али кога дојде казната од Аллах Джелешану за едно место, за еден народ, никој не е поштеден, освен оној кога Аллах го поштеди. 150 дена се вели во Тефсир дека бродов пловеше по ова вода. Веќе Аллах Джелешану го опиши тоа призор, вели бранови имаше како брда големи, како планини големи. Цела дујна во вода, цела дујна. И сега денеска модерна таа наука имат откриено дека вистина е бидено некогаш све под вода ова цела дујна. Не треба да чекаш ни да ти каже наука дека била под вода ова дујна. Треба да веруваш. И дека тие бранови биле како планини, треба да веруваш. И вели ние го носевме бродот на Нух, пажливо го гледавме, внимававме на него. На тие големи бранови како планини.
150 dena продолжи ова нешто. После 150 дена кога се подсмири ова работа, Аллах Желешану и нареди на небо да тивни, на земја да ја впие таа вода. Нух алейхиссалам се велит во еден Исраилат, пушти една птица. Од птици се вели дека бил гулаб, пуштил да види да најде некој копна, пошто не се гледало копна од бродот. Се вели првиот пат, е еден ривајат, првиот пат дошла со малку кал на нејзини нозе, дека има негде копна. После еден период други, дошла со зелен лист од маслиново дрво во нејзина уста. И Нух алейхиссалам знаел дека халас вода се прибира. Се вели дека бродот застанал на Бардо Джудей, не се вели, дошло во Куран Бардо Джудей. Али овде има хилаф на улема дали ова бардо или се мисли за секој, овој збор се користил за секој едно бардо. Али улема има голем дел кој што вели дека бродот на Нух алейхиссалам застанал во Бардо Джудей во Ирак. Има други во Индија, во ваму, во тамо, Аллаху алем каде бил. Али голем дел на улема дека во Ирак. И на крај, после ова све, во суден ден, Нух алейхиссалам кога ќе дојде во суден ден со негов народ. Аллах Желешану, ово Куран ми е спомнато на нас. Веќе Аллах Желешану ќе опраша на Нух алейхиссалам дали ја пренесе објавата, да, ја пренесе објавата. Веќе пегамбер алейхиссалам го кажи тоа сад. Веќе го опраша на народот Нух алейхиссалам. О народе, дали ви ја пренесе Нух алейхиссалам објавата, ќе не, Аллах, не дојде веќе нас. Не ни кажа ништо. Веќе Аллах Желешану, ја Нух, дали имаш некој сведок, шахид? Речи, Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем и негов народ, тие се мои сведоци, дека му пренесат на ними. Како? Аллах Желешану ни кажа за Нух алейхиссалам во Куран. Ни кажа дека му пренесат, дека ден и ноќе, дека нон-стоп ги повикуваше во даве, ги повикуваше во спас. Во 43 места е спомнат Нух алейхиссалам во Куран. Во многу сури, има негово цело сура во Куран, Нух. И во многу други места. И, како кажавме, после овој цел период, 1780 години негов живот. 950 години како пегамбер, 480 пред посланство и после ова живееше 350 години. Ова е еден од пегамберите улул азми, минар русул, прв расул што дојде во дуња. Иншаллах, Аллах Желешану да не разбирање од ова негова сила, негова биографија. И Аллах Желешану да помре ситуација на овој умет, да врати до оној углед, позиција дереже кој му доликуваат. Како кажавме, овој последни 10 денови на овој Рамазан. Да бараме дуа, ке Аллах Желешану да правиме дуа за нашите браќа, нашите сестри кои што се во мака во тегово искушење, да не ги забораваме никако на нив. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, настагфирук ва натубу илейк.